Добро утро на сите. Благодарам за присуството. Целта на денешниот брифинг е презентација на програмата, која што беше подготвена во минатиот период од страна на стручните комисии на партијата и е работна верзија. Ова предлог програма ја отвораме за широка дебата, дискусија со видни експерти, стручни здруженија од различни области и целта е да тој процес се заврши на почетокот на јуни, за да ова програма се усвои како официјална партиска програма во следниот период, после одржувањето на Конгресот на 7 јуни. Еве и на овој начин ја користам оваа прилика да ги повикам сите кои што сакаат да дадат свој придонес. Вратите на партијата се отворени за секој еден кој што има добра намера да навистина започнеме процес кој што значи зајакнување на системот, прогресивна европска Македонија која што ќе биде иден дом за сите, никој повеќе нема да размислува да ја напушта како што тоа денеска го прават посебно младите луѓе. При тоа да напоменам дека адресираме и одредени категории на граѓани кои што сметаме дека се на маргините, а современиот нов начин на живот наметнува нови форми и на вработување и на функционирање, тоа не е никако средено во нашиот систем. Ќе одам точка по точка, на мониторот зад вас ќе биде во електронска форма презентирано сето ова, а после тоа, после завршувањето на брифингот и електронски ќе ја споделиме предлог програмската платформа на партијата. Прво, дом за сите. Македонските градови се празни, тие се без луѓе, има се повеќе станови, а се помалку домови. Од тука просторот е за живење, домот треба да е спокоен. Решението е во целосна промена на парадигмата преку интеграција на стамбената политика од една страна и развојната политика од друга страна. Нашите предлог чекори. Прв дом без данок, целосно се укинува данокот на промен до сите до 35 години кои купуваат својот прв дом. Понатаму кров над глава со 1%, понатаму зелени и модерни згради, итем фонд за покриви и фасади и клуч во рака за младите. Понатаму праведни даноци. Товарот од даночната политика во земјава паѓа директно на грбот на посиромашните. Додека луксузот го имаат само привилегираните малкуми. На актуелниот даночен систем е суштествено неправеден. Најголем дел од буџетот се полни преку трошењето од граѓаните преку ДДВ. И затоа се залагаме за праведна распределба, за пристоен живот. Нашата визија е визија за пресврт. Го намалуваме данокот на честниот труд, а ги оденачуваме и вишокот и луксузот. Сакаме даночен систем кој не го краде работникот, туку го поттикнува производството и му помага на секој регион да се развива подеднакво. Предлог чекорите. Кеш во джеп, повисоки нето плати, понатаму фер плати, понатаму оденачуваме луксус, понатаму поевтина храна и инвестираме дома. Следно енергетска автономија. Енергетската зависност на земјава е сериозен проблем кој не удира по джебот сите без исклучок. Ние сме заложници на скапиот увоз на енергенси, што ја прави државата исклучително ранлива на надворешни геополитички влијанија и ненајдени ценовни шокови. Наместо енергетика да биде прашање на национален суверенитет, државните компании се жртва на прекумерна политизација и партиско кадрирање. Ќе обезбедиме енергетски суверенитет, но и зелена правда, бидејќи вистинската автономија на една земја доаѓа само преку сопствено и паметно производство на енергија. Од тука бесплатно сонце, панели на секоја државна зграда и високи субвенции за секој дом. Понатаму крај на партиските фирми ги тргаме политичарите од енергетските компании. Со струјата ќе управуваат врвни професионалци, а не партиски послушници кои ги трошат народните пари. Понатаму енергетска каса, понатаму приклучок веднаш и Македонија газда, сопствен газда на сопствената енергија.
Следно, паметна индустрија, силна економија. Ние имаме економија со ниска вредност и економија која троши најмногу на администрацијата. Заглавени сме во модел кој се потпира на ниски плати и на сектори кои не носат никаков развој. Досегашната индустријска политика често се сведува на административно делење пари без јасен план за тоа што точно сакаме да постигнеме. Од тука нудиме нов економски пристап, според кој државата не е само администратор на буџетот, туку е стратешки партнер на индустријата. Од тука пари за успешните. Државната поддршка се насочува кон компании со извозен потенцијал и технолошки развој. Строга проверка на 18 месеци, развојната банка како мотор, регионални бизнис центри и обука пред грант. Следно, плати, пензии и правда. Сведочиме на згрозувачка инфлација на алчност. Додека работникот едва врзува крај со крај, банките и големите корпорации бројат рекордни профити среде криза. Имаме европски цени во маркетите, а плати што не држат на дното на Европа. Власта свесно замижува пред тој неправеден систем, каде профитот се изнесува надвор од земјата, наместо да заврши во џебот на граѓаните. Пензионерите, која градеа оваа држава, се оставени на маргините, гледајќи како нивните пензии секој месец губат во трката со цените и платите. Од тука, економијата е за луѓето, не за газдите. И затоа не нудиме само своји бројки, туку сосем нов социјален договор. Прво, платите горе, понатаму пензии што растат, стоп за профитерите, македонски пари дома и крај на пазарниот терор. Следно, интеркултурализмот во Македонија предолго се третираше како механичко пребројање на проценти, квоти, наместо како суштинско живење едни со други. Дозволивме етничките бариери да станат зидови кои не делат во образование, во јавни простори, во секојдневие, создавајќи паралелни светови кои само се толерираат, а не се познаваат. Политички елити со децении го користија етнонационализмот како параван за да го прикријат класното угнетување и заедничката сиромаштина на сите граѓани. Додека народот е поделен во национални табори, јавното добро е мета на заеднички грабеж, а вистинското богатство на нашите различни култури останува неискористено и гетоизирано. Од тука премин од пасивна толеранција кон активен интеркултурализам, каде различностите се нашиот најсилен демократски капацитет. Нашата визија општество за еднакви граѓани кои создаваат заедничка македонска приказна без страв за сопствениот идентитет. Државата мора да биде простор каде културите се преплетуваат и градат нови вредности наместо да се изолираат во етнички енклави. Од тука, заедно во клупа, државни субвенции за училишта кои воведуваат мешани паралелки и заеднички наставни активности за децата од различни заедници. Културен мозаик, национален фонд за поддршка на уметнички проекти кои директно ја промовираат соработката и преплетот на македонската, албанската, турската, ромската и сите други култури. Отворени институции, простор за сите и медиумско поврзување. Поддршка за медиумски содржини на јавен сервис кои се двојазични или повеќејазични со цел за подобро меѓусебно информирање, а и разбирање. Понатаму македонски идентитет потврден и траен. Додека лажните патриоти го трошеа буџетот на стиропор и барок, со што ја исмеваа државата и изолираа од светот, СДСМ заврши историска работа. Ги затворивме сите отворени прашања со влезот во НАТО и почетокот на преговорите со македонскиот јазик и народ се меѓународно заштитени. Тоа е нашиот државен бетон. Ставаме крај на дефанзивната политика. Македонскиот идентитет престанува да биде тема на разговор и станува платформа за напредок. Наша визија е Македонија која има свој код, го проектира преку развој и врвна култура. Јазикот е црвената линија. Огромни инвестиции во науката, 150 милиони денари, годишни инвестиции во капитални истражувања кои го зацврстуваат македонскиот историски континуитет. Културна експанзија, формирање фонд за промоција на македонскиот софт пауер, филм, музика, литература. Чувари на кода, стипендирање на млади научници и дипломати за афирмација на македонскиот наратив на светски форуми.
глобален македонски бренд. Следно, македонски мултилатерализам. Додека светот се движи меѓу два пола, соработка базирана на норми или сурова пресметка на големите сили, заснована на трансакционизам и брутални сделки, како социјалдемократи ние избираме вредносен реализам. Го промовираме нашиот македонски мултилатерализам. Наша визија е Македонија како регионален лидер во одбрана на демократските вредности против авторитарните сојузи. Цврсто стоиме на патот кон ЕУ, го користиме просторот на Европската политичка заедница како комплементарен механизам за итна соработка. Беден против авторитаризмот и корупцијата. Стануваме регионален центар на отпорност против недемократски влијанија. Воедуваме радикална транспарентност и меѓународна соработка за следење на нелегалниот капитал, бидејќи корупцијата е алатка на авторитаризмот. Стратешки со Соединетите американски држави, вредносно со демократскиот свет, за стврстување на мрежата на средни сили, mid powers, еврофлексибилност и брза лента и дипломатија со интегритет. Понатаму, челична безбедност, национален спокој. Нашиот одговор на тоа што сега се случува во светот, како полноправна членка во НАТО, ние сме се уште заложник на длабоки светски аномалии, партиски влијанија и хибридни центри на моќ. Процес на трансформација на клучни столбови: армија, полиција, агенција за разузнавање, агенција за национална безбедност и оперативно техничката агенција се соочуваат со сериозна стагнација во поглед на професионализацијата и суштинската департизација. Доцнењето на реформите е алармантно. Ниската стапка на реализација на реформската агенда директно ги подкопува оперативните капацитети на службите и го забавува нашиот пат кон Европската Унија. Од тука, оперативен филтер за професионалците, институционален беден против влијанија, заштита на интегритетот на службеникот, македонски мултилатерализам во одбраната и интеграција на знаењето и отпорност. Следно, нула корупција. Правдата во Македонија е заробена од корумпирани центри на моќ, кои преку системска ерозија на институциите го приватизираат јавното добро. Наместо владење на правото, на сцена имаме институционална несигурност, која ги дестимулира стратешките инвестиции и создава економски амбиент со висок ризик. Инсталираме нова архитектура на институционалната отпорност, каде борбата против корупцијата не зависи од нечија добра волја, туку од системски поставен имунолошки одговор на државата. Нашата визија е премин од пасивна контрола кон автоматизиран интегритет, каде дигиталните протоколи го оневозможуваат дискреционото право како извор на корупција и мито. Со врзување на напредокот во преговорите со ЕУ, со реални испорака на правдата, создаваме екосистем која надградува честноста, а ја дигитализира одговорноста. Од тука, оперативен фронт со европското обвинителство. Предвремено затворање на фундаментите, смарт протоколи во администрацијата, алгоритамска проверка на тековите на капитал и институционален гарант за интегритет. Следно, јавно добро, наше добро. Јавниот имот е претворен во партиски резерват. Јавните предпријатија во Македонија предолго се третираат како партиски плен за вработување, администрација и наградување послушници, наместо да бидат мотори на развојот. Се измачуваме со анахрон, застарен и фрагментиран систем на управување на јавните предпријатија, каде одговорноста е практично непостоечка. Време е за радикален прекин со партиското киднапирање на заедничкиот имот, на јавните добра и на јавните предпријатија. Нашата визија е премин кон професионален модел на управување, кој ќе ги истреби партиските влијанија од секој сектор во јавниот живот. Се залагаме државата да престане да биде пасивен наблюдувач и да стане стратешки менаџер кој создава вредност. Од тука еден холдинг, еден стандард, централизирано и професионално управување со јавните ресурси, крај на распрснатото менаџирање под различни министерства и на партискиот хаос во предпријатијата. Понатаму биографијата пред партијата, следно работничко вето, јавен картон за јавно предпријатие и стипендии од профитот. Следно демократски отпор против регресијата. Антиродовите движења прераснаа во структуриран идеолошки блок
кој користи дезинформации и морална паника за да влијае врз политиките. Овие групи се во дослух со конзервативните елити, ги блокираат прогресивните закони и ги укинуваат образовните реформи, користејќи го идентитетот како оружје против демократијата. СДСМ не дозволува враќање на општеството во минатото. Нашата визија е силна либерална демократија, каде еднаквоста е завршена работа, а не предмет на политички пазарање. Преминуваме од дефанзива во државна отпорност, градиме систем кој ќе ги заштити постигнатите права од секој популистички напад. Ја бетонираме еднаквост. Образованието е без цензура. Крај за скратените процедури. Механизам против дезинформации и инвестиции во отпорност. Следно знаење без рок. Образовниот систем е распарчен, бирократизиран и суров. Градинката е сведена на чување деца, училиштето фабрика за оцени, кои веднаш се забораваат, факултетот често само чекална за бирото за вработување или за иселување. Воедуваме животна гаранција за знаење, концепт каде учењето е јавно добро, достапно во секоја секунда од животот, од градинка до пензија. Наша визија е интелигентна Македонија, каде државата инвестира во мозокот на нацијата како во свој највреден капитал. Го бришеме концептот на завршено образование во 2030. Правото на знаење е доживотно право поддржано со лично дигитална сметка на секој граѓанин. Лична сметка за знаење, односно дигитален пасос за знаење. Наставникот е елитата. Наставничката плата станува највисока во јавниот сектор, со законска обврска секојаш да биде 20% над просечната менаџерска плата во државата. Градинката лабораторија на креативност, отворен универзитет, односно трансформација на факултетите во хабови за доживотно учење и AI, односно вештачка интелигенција асистент за секој дете. Здравство со образ. Актуелниот здравствен систем ги изневерува и лекарите и пациентите. Здравството е претворено во страат на битка со бирократијата и партиските влијанија кои водат исклучително кон корупција. Враќање на етиката и знаењето е нашето решение. Нашата визија е јавно здравство, каде единствена врска ќе биде стручноста на лекарот и потребите на пациентот. Чисти клиники, дигитален штит, лекари дома, јавно право, награда за професионалците. Агроресет од природа до бренд. Земјоделството е предолго заглавено во минатото, додека светот инвестира во органска храна, суперхрана, лековите растенија, ние сме фокусирани на суровини со ниска вредност. Притоа младите бегаат од селата. Нашата визија е да биде модерна агролабораторија на Европа. Ќе комбинираме паметна биотехнологија, сопствени ресурси и ќе имаме зелен профит. Се залагаме за премин кон високо профитабилно земјоделство. Доста е со ефтините билки, екоплата, твоја фабрика, светски престиж и челична контрола. Сточарска обнова. Македонското село стана жртва на лошите домашни политики кои сточарот го третираат како статистичка грешка, а не како хранител на нацијата. Дозволивме капиталот да губи достоинството на трудолюбивиот човек. Денес е поисплатливо да си прекупец на увозно месо, отколку сточар кој произведува вистинска вредност. Македонското село стана жртва на лошите домашни политики кои сточарот го третираат како статистичка грешка. Затоа предлагаме гарантиран приход, без мешетари, домашни пасишта, машини наместо врски и челична гранична контрола. Понатаму, екопатриотизам. Иако Уставот ни гарантира право на здрава животна средина, реалноста е брутално поинаква. Дозволивме еколошкиот криминал маскиран во така наречени инвестиции да го згазат највисокиот правен акт во државата. Затоа е време за бескомпромисна примена на Уставот. Нашата визија е екопатриотизам, каде право на чист воздух, вода и почва се третира како врвен државен суверенитет. Уставна офанзива, конфискација за екокриминал, зелени стражи сега, зелен кредит за семејствата и водата е народна. Спорт за сите. Спортот прерасна во брутална класна бариера, која ги селектира децата според парите на нивните родители, а не според нивниот талент. Федерациите се претворени во затворени партиски феуди, каде функционерите ги трошат јавните пари за собствен луксус, додека врвните спортисти буквално просат за опрема и тренинзи. Се залагаме и ќе воведеме целосна демократизација и демаркетизација на спортот. Секој дете има природно право на физички развој и здравје. Од тука, бесплатни тренинзи, талент пред пари,
базен во општината, спортски стаж и професионални федерации. Културна мобилизација. Уметникот е сведен на прекаријат, без сигурност, без стаж, без достоинствен статус, оставен да моли за милостина од партиските комисии. Културните институции стана бирократски тврдини, каде повеќе се троши на одржување на фотелите отколку на самото творештво. И затоа, културен пресврт за 21. век, каде творештвото се третира како врвен општествен труд, кој заслужува апсолутна екзистенцијална сигурност. Нудиме нов модел на социјална заштита, каде уметникот е слободен да биде коректив на власта без страв за својата иднина. Социјален сигурносен обрач, отворени хабови, културна картичка, откуп на дела и транспарентни конкурси. Следно, сојуз за достоинство. Македонското општество стана сурово кон оние кои се на маргините. Дозволивме самохрани родители да бидат заробени меѓу грижата за децата и борбата за екзистенција. Дозволивме лицата со попреченост да живеат во свет на физички и системски бариери, а болните од ретки болести ја чекаат милост за лек кој е нивно основно право. Најстрашно од се, дозволивме жртви на насилство, зависници и лица со ментални потешкоти да бидат жигосани и отфрлени наместо заштитени и ресоциализирани. Кога државата замижува пред овие судбини, таа го губи својот морален легитимитет. Поведуваме политика на радикална емпатија. Нашата визија е сојуз за достоинство. Систем за сеопфатна подршка каде државата активно ги интегрира маргинализираните во срцето на заедницата. Економска подршка за самохраните родители, 100% здравствена гаранција, живот без бариери, без бедност и заштита за жртвите на насилство, хуман модел на рехабилитација. Хумана еквивалентност. Сведоци сме на организиран обид за општествена регресија преку манипулација со стравовите и ширење на морална паника. Одредени структури во дослуг со конзервативни елити го напаѓаат самиот концепт на заедништво, користејќи дезинформации за да ги закочат прогресивните реформи. Наместо диалог за иднина, се наметнува идеолошки притисок во образовните и правни процеси, со цел да се загрози хуманата еквивалентност. Стоиме цврсто зад визијата за модерна либерална демократија, во која хуманата еквивалентност е неприкосновен стандард. Ја бетонираме хуманата еквивалентност, образованието е втемелено на наука, заштита на демократските процедури, штит против дезинформации, инвестиции во граѓанска отпорност, психолошка сигурност. Сметаме дека менталното здравје е нешто на што треба да се стави голем акцент. Психолог на терен на фондот, ментална грижа во малото, стоп за прегореноста, емпатија во училниците и национална линија за спокој. Вистина, а не пропаганда. Информативниот простор е окупиран од скриен капитал и хибридни центри кои сервираат лаги за да штитат туги профити и да го држат граѓаниот во постојан страв и дезориентација. Демократијата е под опсада на алгоритми кои промовираат гнев и поделби, додека професионалното новинарство преживува на работ на екзистенцијата. Довербата во јавно кажаниот збор е убиена од портали без собственици кои секојдневно ја уриваат социјалната кохезија за сметка на партиски или странски интереси. Вистината е јавно добро, исто како водата и воздухот. И нејзината одбрана е врвна патриотска должност. СДСМ се залага за демократска стража, која ќе ги штити граѓаниот од дигитална манипулација, без да ја загрози слободата на говорот. Нашата визија е општество на критички мислечки луѓе и моќен јавен сервис кој е единствена штит на објективност. Државата превзема одговорност да исчисти јавната сфера од нелегални влијанија, гарантирајќи дека секој збор наведен за јавноста има јасен собственик и потек. Стоп за анонимноста, слободен јавен сервис, дигитална писменост, одговорност за омраза и дигитален правобран. Ветинг до корен. Правдата е заробена од корумпирани елити, кои со децении го цицаат јавното добро без никаква казна. Законот стана пајажина, низ која минуваат големите муви, а се заплеткуваат само малите и немокните. Граѓаните гледаат како предметите за висока корупција скапуваат во фиоките низ правосудните органи, криминалци шетаат слободно и тоа е најгорливиот проблем. Корупцијата не е грешка во системот, туку избор на елитите. Се обврзуваме на бескомпромисна одговорност која не познава временски граници и партиски книжки. Наша визија е правна тврдина, каде секој денар на функционерите ќе биде ставен под лупа. Ветинг од 91 година. Ветинг во правосудството, без имунитет.
Радикална меритократија. Најголемиот проблем на Македонија е иселувањето на младите, кои не бегаат само поради пари, туку поради системска неправда, партизација и непотизам. Администрацијата е партизирана, а способните кадри се прескокнуваат на сметка на партиските книжки, што создава чувство на безперспективност. Решението лежи во радикална меритократија и директна финансиска поддршка за младите да успеат тука, а не во тугина. Платформата Генерација дома нуди конкретен пат до стамбена независност и економски олеснување кои го вреднуваат трудот и знаењето. Бизнис без данок, укинуваме персонален данок за сите до 30 години, ако отвориш своја фирма, плаќаш 0% данок. Секој денар што го заработуваш останува кај тебе. Твоето име е тајна. Воедуваме софтвер за анонимно вработување во администрацијата. Ваучер од 2000 евра, секој матурант добива државен ваучер за обуки о програмирање, вештачка интелигенција и зелена енергија. Кеш за враќање дома, секој млад човек што се враќа од странство со завршен факултет и искуство добива директен неповратен грант од 10.000 евра за почеток на бизнис или живот назад дома во Македонија. Култура на државна сметка. Професионална дипломатија. Македонската надворешна политика предолго беше заложник на сервилноста и партискиот туризам, претварајќи ги амбасадите во прибежишта за луѓе кои не го познава ниту јазикот, ниту тежината на државниот интерес. Оттука офанзивна дипломатија на вредностите и супериорен интелект. Професионалци пред лојалисти, интелектуална тврдина, диаспора лоби, дигитална офанзива и враќање на мозици. Дигитална приватност и слобода. Често се зборува за дигитализација, но никогаш не се зборува за аспектот поврзан со злоупотреба на технологијата. Никој не го отвара прашањето за тоа дека паралелно со дигитализацијата се врши и масовен надзор на граѓаните. Од тука, мои податоци, моја стража, стоп за големиот брат, дигитален правобранител, операторите под клуч и земја. ГИК солидарност. Се соочуваме со нова, невидлива експлоатација, маскирана како флексибилност, илјадници наши сограѓани, доставувачи на храна, фриленс програмери, графички дизајнери, дигитални едукатори, работат во правен вакуум. Тие се партнери на големите корпорации само кога треба се заврши работа, но се никој кога треба да се плати здравствено осигурување, боледување или пензиски придонес. Ако изгледа како работа и се плаќа како работа, тогаш мора да има права како работа. Воедуваме статус на дигитален работник. Лична пренослива бенефиција, стоп за алгоритамски отказ, дигитален сертификат, платформски данок на солидарност и право на исклучување. Нашата визија е ГИК солидарност, систем каде социјалниот штит го следи човекот, а не само неговиот договор. Скратена работна недела. Станавме нација со најдолг работен циклус, нација која е најпреработена, најисцрпена и соочена со малено фрагментирани работни статуси и јадници луѓе работат преку авторски договори или со така наречено лажно самовработување. Затоа е потребна гарантирана сигурност и известност на работните места. По една година трајна работа. Ставаме крај на договорите на месец дена. По најмногу 12 месеци секој приведен ангажман станува траен. Еднакви права имаат сите. Секој ден се брои во стаж, крај за агенцијски работувања и синдикатот е твој штит. И благодарам за вниманието. Дозволете да се осврнам накратко сега уште на две теми кои што сметам дека се важни. Гледаме и сведоци сме како цените на храната растат секој ден. Нема никаква интервенција ниту мерка од владата. Се е поскапено. Луѓето реагираат секојдневно. Зејтинот е поскапен до 118 денари, кафето од 120 до 140 денари, мелено месо од 730 до 840 денари, пилешко месо над 400 денари, една кутија од 10 јајца над 110 денари, покачени се цени на зеленчук и овоше, пиперки, достигнаа цена од 300 денари, домати над 200 денари. За само 3 месеци, новиот раст на цените околу 2500 денари, покажуваат ова официјалните податоци на Сојуз на синдикати. Вредноста на минимална синдикална кошничка изнесува 68.000 денари. Со овие цени и премиерот и владата мора да знаат, очигледно немаат контакт со реалноста, одлепени се од реалноста, луѓето не може да преживеат. Недоволни се мерките кои што ги предложија за намалувањето на ДДВ-то на горивата. И затоа, откога одбија да се зголеми минималната плата,
на 600 евра, па сега во овие нови услови и таа е веќе недоволна, мора да се прифатат нашите мерки. Не само намалување на ДДВ-то на горивата, од 18 на 5%, намалување од 5 на 0% на ДДВ-то на основните прехранени производи, преполување на патарините и намалување на акцизите за 4 денари по литар гориво, затоа што само така граѓаните ќе осетат вистинско намалување на цените на горивата. Владата закасни, не почна на време, ланецот на поскапување започна, спиралата започна, се вивна како резултат на ненавременото реагирање на владата со овие мерки кои што ги предлагаат, односно со оваа единствена мерка која што предлагаат, ништо нема да се смени. Компаниите кои што имаат поврат на ДДВ од горивата, ова нема да го почувствуваат никако. Граѓаните не гледаат намалување на горивата, само се зголемуваат, а буџетот еднакво продолжува да се полни, што значи дека владата си го задржува правото на луксузирање. Следно, загрижувачки дополнителни информации и проценти од економијата, пад на индустријското производство. Јануари 26-та споредувано со јануари 25-та година за 6,6%. Пад на индустријското производство како пад на производството во повеќе сектори според Заводот за статистика, кога нова ќе се додаде пад на странските инвестиции, кои што во времето на владите на СДСМ соочени со тешки кризи, уште потешки од оваа сега. После војната во Украина, ковид кризата, кога целиот свет беше затворен, изнесуваа 1,2 милиарди евра, сега се 460 милиони евра. На скоро 1/3 се воведе. Фабрики затвораат, работниците се отпуштаат. И се повеќе фабрики најавуваат заминување од земјата. Понатаму, дозволете да укажам на две теми, кои што сметам дека се важни за јавноста, посебно за вас, новинарите, именно во теке оглас за избор на нов директор на МРТВ. Имајќи предвид дека се погласни се шпекулациите, дека за тоа место власта планира да поддржи човек кој што нема професионални квалификации, туку е само близок лично до премиерот и до некои други центри на моќ на владачката партија, која што гледаме како функционира изминатиот период без председатели. Сметам дека е ВМРО-ДПМН единствена партија во Европа која што се води во таков авторитарен манир, ќе се бира некој фан за следен председател, а не структура со подпредседатели. Нема таква политичка партија во Европа, сметам, ниту некој кој премиерот што така е води политичката партија. Сметам дека е огромен ризик да после бруталната партизација на судството, прилично млитавата државна комисија за спречување на корупција, еден од столбовите на демократијата, тоа е националниот сервис, кој што треба да биде гарант за независно, објективно информирање на граѓаните, биде препуштен на партиски кадар или човек близок до луѓето на власта. Апелирам до професионалните здруженија, Синдикатот на новинари, ЗНМ, будно да го прати овој процес. Не смееме да дозволиме партизација на овој столб на демократијата во државата. Апелираме меѓународните организации, Канцеларијата на Европската унија, исто така будно да го прати овој процес. И на крај, еден коментар на вчерашната изјава на премиерот, дека докторите кои што работеле деноноќно биле на некакви еликсири и затоа заработувале многу пари. Сакам да му кажам дека христијане, за разлика од тебе, што цел живот ништо не си работел, ние сме работеле и сме дежуреле и 24 часа и повеќе денови консекутивно во неделата и моите колеги имаат право со работа да заработат, затоа што ние не случајно ги зголемивме платите и дежурствата на лекарите за да имаат достоинствен живот. Ти не си тој кој што ќе каже колку докторите треба да заработуваат. Поради тоа што тоа е работна навика, тоа е посветеност
за спасување животи, за напредување на нашиот здравствен систем и мизерно и срамота да кажеш како еден универзитетски професор дека докторите работат на еликсири. Биле наводно на некои еликсири. Вчера имаше изјава во парламент. Благодарам на вниманието, малку подолго потребно, сакав да го презентирам во детали програма, така да повелете се прашање. Дали админате сите проблеми со внатрешни на партијата, имајќи предвид дека имате нели со Шибево, дали има гласови што се спротивуваат на ваши кандидати? Секогаш има спротивставени мислења и тука се отвара секогаш широк форум, широка дебата со сите кои што имаат различни мислења и од тие различни мислења ние ги креираме политиките. Се наметнува мислењето дека ете тука се поведува некој авторитарен систем на одлучување, на водење на партијата, но тоа не е така и тоа е далеко од вистината. Мојот демократски капацитет, слух за туѓите мислења, прагот на толеранција е исклучително висок, поради тоа што сметам дека само така може да се води и партија и држава, затоа што државата се води и од опозиција. На некој начин еве и тоа што ја презентираме предлог програмата и што ја отвораме да кажат мислења различни експерти, стручни издруженија, видни интелектуалци, луѓе кои имаат искуство, укажува на тоа. Единствена партија која што има вистински автократски манири е ВМРО ДПМН. Единствена партија што нема потпредседатели. И тоа е сериозен проблем. Поради тоа што не може се да зависи во државата од еден човек. Не може еден човек да кажува и да нарачува што јавниот обвинител треба да работи. И тоа да го прави од партиска говорница. Тоа е недозволиво во една демократија. Јасни се автократските манири, тенденции, а ние ги најавивме одамна, ако се сеќавате. Има повеќе од година дена кога најавивме како ќе се движи оваа држава. Сега ја води една целосно недемократска власт. Една коалиција на ВМРО и знам чии што лидери имаат многу слични карактеристики. Едниот ја предаде партијата, Максим Димитриевски, Мицковски ја предаде државата. И двајцата не живееле од плата, и двајцата обожаваат тендери, и двајцата ме напаѓаат и мене, и СДСМ. Едниот преку некаква платформа, едниот преку Српска листа и така натаму, а тоа што е заедничко за двајцата лагат. Двајцата лажат и ништо друго не прават. Кога се одлучува околу исклучувањето на Шибево на изборите? Во следниот период. Благодарам.